Помалите коалицијски партнери во власта не го прифаќаат францускиот предлог и го ословуваат премиерот дека само со суштински корекции би дале зелено светло. Демократски сојуз на Павле Трајанов инсистира преработка на преговарачката рамка и од неа да се отстранат билатералните прашања наметнати од Бугарија. Дополнително бара и уставните промени да бидат решени реципрочно, бугарите во македонскиот устав, а македонците во бугарскиот. Не може да разговараме за македонските револуционери. Тие се влезени во кодот на секој македонец. Гоце Делчев дека е наш македонски револуционер, Јане Сандански, Дамјан Груев и други да не ги редам, за нив не треба разговори. Натаму да се прекинат било какви разговори, бидејќи се тие штетни за заедничко прославување на празници од македонски празник, да речеме Илинден. Дали ни е потребно да доаѓаат бугарите во Крушево да го славиме Илинден? Доколку Европската унија нема разбирање за македонските позиции, тогаш да се отфрли овој модифициран француски предлог, бара Демократски сојуз и апелира да се отвори широка и транспарентна дебата во јавноста, да се соберат сите сугестии и предлози, па собранието да донесе заклучоци со консензус. На иста линија е и партијата на Морачанин, Дом. Оттаму додаваат дека на историјата и образованието не им е место во преговорите со Унијата, а таквиот процес никогаш не би завршил. Незамисливо е членка на Европската Унија да негира јазик, бидејќи во основите на Унијата се вредностите на почитување на јазиците, националностите и сите вредности поврзани со човекот кои се нејзиното богатство. Наш предлог е владата сама да не ја носи одлуката, туку тоа да му го препушти на Собранието на Македонија и претениците да можат да дискутираат и да предложат заклучоци. Освен Демократски сојуз и Дом, и ЛДП на Милевски инсистирале предлогот да се објави преведен на македонски јазик и да биде достапен за сите, бидејќи како што велат не е лесно конкретни и многу специфични правни формулации да може секој да ги разбере на англиски јазик.